Задкулисни игри се провидни игри, лесно се идентификуваат, порача премиерот Христијан Мицкоски. Пред денешната средба со својот коалиционен партнер Арбен Таравари. Министерот за здравство има две опции. Едната опција е оваа која нуди оваа реформска влада, втората опција е она опција која години наназад, би рекол повеќе од 2 децении, ја криминализираше државата. Трета опција нема според Мицкоски. Таравари пак со една опција влезе во средбата. Ако тргне со дуј, сам ќе ја напушти владата. Но што ќе се изроди како плод од средбата, ќе знаеме од како ќе заврши. Ја следи колегата Петар Догов. Петар, има ли сознанија кога и како ќе се огласат двајцата лидери од локацијата влада? За сега нема никакви официјални информации. Сето она што ние медиумите овде го имаме се неофицијални, непотврдени информации од извори кои што велат дека средбата помеѓу Таравари и Мицкоски поминала во пријателски дух, дека разговорите продолжуваат во иднина и дека нема дефинитивна одлука за клучното прашање, тоа е дали Алијанса за албанците, односно крилото предводено од Арбен Таравари, останува дел од владината коалиција. Јавноста очекуваше дека денеска е клучниот ден кога ќе се донесе таквата одлука, а во таа насока беа и изјавите кои што провејуваат двајцата лидери, односно председателот на владата и председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски и лидерот на крилото на Алијанса за албанците и министер за здравство Арбен Таравари. Како што кажа ти, Павле, во најавата, Мицкоски кажа денеска дека за Таравари има само две опции и на трета не може воопшто да смета, а тие две опции за него си или да биде дел од владата која што Мицкоски уверува дека ќе носи реформи и владење на правото, или другата опција да оди со дуј, односно да соработува со интегративците на Ахмети и тоа уште на предстојните локални избори на есен. Таравари уште во претходните денови коментираше запрашан за сите овие клучни теми од страна на медиумите, тој даде одговори дека Алијанса за албанците нема проблем да излезе од владата, ако тоа го побара само председателот на владата, односно Христијан Мицкоски. За позициите кои што ги имаат двајцата лидери пред денешната средба закажана за во 17 часот, за која што немам информација дали официјално е завршена, но како што кажав, изворите велат дека веќе е завршена и дека тоа е тоа што произлегло, односно дека нема конкретен и дефинитивен диалог. Слушаме во продолжение од материјалот кој што го подготвивме. Владата ќе биде стабилна и доколку Таравари одлучи да си замине од неа, изјави денеска премиерот во пресрет на средбата со министерот и председател на Алијанса за албанците. Ке разговараат за актуелните случувања откако собранието на оваа партија одлучи да настапат на изборите со сопствени листи за советници и градоначалници, а подосна беа исклучени од коалицијата Вреди. Смета дека Таравари има две опции: да остане во оваа влада на реформи и промени или да се приклучи кон опцијата што повеќе од 2 децении ја криминализираше државата. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Затоа задкулисни игри се провидни игри, лесно се идентификуваат и препознаваат и најчесто ваквите задкулисни игри им се удираат од глава на оние кои што ги прават тие задкулисни игри. Се разбира, никога во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господина Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство. Таравари пак изјави дека ќе ги слушне аргументите на премиерот и потоа партиските органи ќе проценат како да действуваат понатаму. Ништо посебно, ние тоа што сме го поминали во Централно председателство е дека Алијанса за албанците ќе има сопствени советнички листи и најверојатно сопствени кандидати за градоначалници во општините каде што излегуваме, така да ќе го слушнеме и премиерот и потоа и ќе процениме и ќе оцениме како продолжуваме понатаму. Премиерот вчера изјави дека за него е неприфатливо некој да соработува со ДУИ и да остане во владата. Таравари пак денеска и самиот рече дека во случај на соработка со која било опозицијска партија, тие ќе ја напуштат владата. Доколку се случи тоа, и председателката Силјановска смета дека нема ништо да се промени во функционирањето на владата и дека нема да има потреба за предвремени избори заедно со локалните. Меѓу другото, затоа што и овие избори успешно го отсликуваат расположението на граѓаните, а понекогаш се и лакмус за тестирање на успешноста на власта. Иднината на Алијанса за албанците, односно на крилото предводено на Арбен Таравари,
која што е дел од владината коалиција, стана неизвестна по расколот во коалицијата Вреди, која што прерасна веќе во еден политички субјект, односно во политичка партија, но тројцата лидери Касами, Меджити и Ибрахими одлучија да продолжат без Арбен Таравари со оглед на тоа што не се договорија околу клучните и според нив победнички позиции, кандидатски позиции за градоначалници и советници на предстојните локални избори и следствено на тоа Арбен Таравари одлучи самостојно, односно со своји советнички листи да оди на изборите, а остана отворено прашањето дали ќе понуди и своји кандидати за градоначалници, но според последните најави и тоа е известно. Како што кажа во воведниот дел од линковското јавување, очекуваме официјална информација од страна на владините портпароли за тоа како поминала средбата и што произлегло од неа, пак известиме во наредните информативни изданија. Ти благодарам, Петар. Тоа беше Петар Догов, ја следи средбата во 4 очи Мицкоски Таравари за да ни информира и во следните вести дали останува актуелниот министер за здравство или Мицкоски ќе треба да бара ново решение.